Буквата К. Археолошкиот локалитет Кале. Еден од најстарите предисториски населби од енеолитот и бронзеното време преку вековите од железното време, како и од остатоците од различни активности од предримско време, просторот на Калето бил со различен интензитет употребуван до вековите пред римската окупација на овие простори. Како највисока точка во градот, Калето од секогаш било ценето од локалното население. По енеолитскиот период има целосен континуитет во сите периоди, но според тоа што го откривме досега, но најинтензивно е живеењето во предтурскиот период. Самата тврдина потекнува од времето на царот Јустинијан I. Заради стратешката положба и улога тврдината низ историјата често била напаѓана и користена од разни завојувачи. Тогаш се гради населбата заштитена со високи дебели одбрамбени ѕидови и станува најмоќното место во овој регион. Во доцниот среден век постоеле најмалку 3 црковни храма. Имено во времето на српскиот крал Милутин постепено почнува да се издигнува и важен центар на овој дел од Балканот. За ова сведочат грамотите од времето на Милутин и царот Душан, каде поимично се споменуваат сите имоти кои им биле подарени на конкретните манастири во Скопје. Меѓу средновековните цркви кои се наоѓале во утврдениот град Скопје со својата монументалност предничел храмот посветен на Света Богородица Троеручица. Во времето на царот Душан црквата станала седиште на Скопската митрополија. Токму во неа, на 16 април 1346 година било извршено крунисувањето на Душан. Подоцна на 21 мај 1349 во Скопје бил објавен и познатиот Душанов законик. Попаѓањето на Скопје во османлиски раце во 1392 година црквата Богородица Троеручица постепено почнала да го губи својот сјај. Во 30-тите години на 16-тиот век црквата била разрушена. Од времето на кралот Милутин се датира црквата Свети Прокопиј, како и манастирот Свети Јован Крстител, кои што се наоѓале на Скопско Кале. Во 1883 англискиот истражувач Артур Еванс престојувал во Скопје и ги регистрирал римските бедеми. Калето служело низ турскиот период и во поново време за стационирање на местниот гарнизон. Во 1953 беа изведени првите археолошки ископувања со кои се констатирани предисториски слоеви на Кале. Експонат од доцното бронзено време од 11 и 12 век пред нашата ера. Керамичко свирче кое се уште испушта прекрасен звук во облик на риба. Во земјотресот од 1963 тешко страдаа градбите во Калето и обзидието. Поради тоа, во 1967 беа изведени многу обемни ископувања со цел да се истражи пред се обзидието на неговите бројни фази, како и градбите од внатрешната страна на обзидието. Тврдината нуди фантастичен панорамски поглед на градот. Во лето тука се одржуваат концерти и театарски представи. Наскоро ќе бидат отворени музеј на праисторијата, музеј на отоманскиот период и музејот на средновековната уметност, поставки од периодите на живеењето на Скопската тврдина Кале. Музеите подразбираат посебни градби, специјално изградени за презентирање на оригиналните ситуации, амбиенти, предмети и документација од ископувањата на Калето, кои се вршеа во континуитет од 2007 до 2012 година. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја